Собранието на Република Македонија ја одржа 53-та седница на која беше разгледан и Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Основната цел на овие дополнување е давање можност за осигуреникот кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не му е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период до 31 декември 2008 година, сам за себе да изврши плаќање на придонесот и со тоа да оствари право на пензиско и инвалидско осигурување. За овој предлог закон свое излагање имаше пратеничката Благица Ласовска, која ги поддржа позитивните измени на овој закон. Почитувани колеги, почитуван министар, предлог законот за пензиско и инвалидско осигурување го дополнуваме, како што кажа и почитуваниот министер, со амандман во членот 5, тоест во новиот член 193б и зборовите точка 1, 2, 3 и 5 се заменуваат со зборовите точка 1, 2 и 3. Амандманот се предлага заради правно-техничко допрецизирање на текстот на самата одредба. Се надевам дека на денешнава пленарна седница истиот ќе го изгласаме овој предлог закон и кој денеска нели е во второ читање и овој закон во предвидениот рок ќе стапи во сила. Заради јавноста би сакала да ги образложам целите на овој предлог закон. Значи, основната цел на законот е да им се даде можност на осигурениците кои биле во работен однос и биле пријавени во задолжителното социјално осигурување, но работодавецот не им го платил придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за периодот до 31.12.2008 година, сами да извршат плаќање и на тој начин да остварат право за пензија. Имајќи ја во предвид финансиската состојба на овие сограѓани, се дава можност на плаќањето да се изврши на 12 месечни рати, а основицата за наплата да биде 50% од просечната плата која се исплатувала во државата во годината пред поднесување барање за плаќање на придонесот. Исто така се дава можност придонесот за стажот што недостасува да го плаќаат и членови на семејството доколку осигуреникот кој поднел барање почине во текот на самата постапка. Според статистиките, околу 20.000 граѓани на кои им недостасува работен стаж за да остварат пензија, со овој закон ќе имаат можноста да го откупат својот стаж. Почитувани колеги, се работи за лица кои работеле во периодот на така наречената транзиција, во период кога се приватизираа најголем дел од компаниите, периодот кога 200.000 луѓе останаа без работа, период во кој безмилосно владееше СДСМ и само со еден закон успеаја да уништат државата и сигурноста на граѓаните. Луѓето кои што честно си го заработуваа своето парче леп, не само што останаа без работа, туку за жал констатираа дека не им го плаќале стажот. Во мојата пратеничка канцеларија, верувам дека и во пратеничките канцеларии на моите колеги, остварувам средба со голем број на сограѓани на кои им недостасува неколку години за стаж за во пензија. Некои од нив се со нарушено здравје и не можат да работат во други компании и фирми и досега немаа начин како да го решат својот проблем. Затоа сметам дека ова е навистина позитивен закон и ќе помогне на оваа категорија граѓани и навистина искрено се надевам дека ќе бидат заинтересирани да си го остварат правото кое со овој закон им го нудиме. За да може да го изврши плаќањето на придонесот, граѓанинот треба да има евидентирана пријава за почеток и крај на осигурување кај правниот субјект, што значи пријава М1 и М2,
да нема плаќање на придонес од правниот субјект за периодот во кој што работникот работел, а правниот субјект да престанал да постои. Исто така, со овој закон на пензискиот фонд му се дава можност да им доплати стаж на работниците преку продажба на имот кој судски го стекнал по основ на неплатени придонеси за периодот до 31.12.2008 година. Дел од измените во овој закон, поточно со член 2, се менува ставот 1 на член 131, а се однесуваат на постапките за стекнување право на инвалидска пензија. Имено, се предвидува задолжителна ревизија од страна на Комисија за ревизија на наодот, на оцената и мислењето за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа. Сите овие измени се во правец на подобрување на правата на граѓаните, позитивни измени и нашата пратеничка група истите ќе ги поддржи. Ви благодарам.